Добро вечер, Бутелчани. Бутел никогаш не изгледал поубав отколку вечерва. Ви благодарам за масовноста, ви благодарам за поддршката. Почитуван градоначалник на градот Скопје, господине Коце Трановски, и иден градоначалник на градот Скопје. Почитуван председател на општинската организација на ВМРО ДПМН, господине Дарко Костовски, иден градоначалник на општина Бутел. Почитувани гости, членови на ВМРО ДПМН, симпатизери на ВМРО ДПМН, поддржувачи, активисти на сите коалициони партнери кои што се вечера овдека со нас. Ми представува особена чест и задоволство што како генерален секретар на најголемата и најорганизираната политичка сила во нашата татковина ја имам честа и улогата да ја предводам листата, победничката листа, која што ќе извојува рекордно голема и висока победа на престојните локални избори на 15 октомври, предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата. Како што кажав, одговорноста е огромна. И како човек, но и како генерален секретар на најголемата политичка сила. Но овие избори, почитувани, не се само локални. Ова се избори кои што понатаму ќе ја детерминираат траекторијата на развој на оваа држава, на нашата татковина, како понатаму ќе се развива. Сведоци сме дека 4 месеци не понижуваат, омаловажуваат, ја задолжуваат, ја виткаат кичмата на нивната татковина која што им дала се во животот. На 15 декември, Бутелчани, имате можност сите заедно со пенкало во рака да ставите крај на овој ужас што и се случува на нашата татковина. Вие сте тие кои што тоа право и обврска имате. Доста не лажеа. Прочитав еден податок, дека не само што не задолжуваат, него и безмилосно ги трошат резервите кои што ние им ги оставивме кога им ја предадовме владата. Само во август месец продолжија да не задолжуваат. Нови 4 милиони евра од вашите резерви, од вашите пари успеа да потрошат. Претходно 177 милиона. Вкупно, со сето она што не задолжија, со државните записи и хартии од вредност, не направија посиромашти за цели 285 милиони евра. 285 милиони евра. Оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и господинот Заев. Да ги поздравиме сите заедно. Уа! 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 Доста е, мои бутелчани, се извинувам. Доста се омаловажување и понижување на сопствената држава и сопствениот народ. 15 октомври е новиот Илинден, кога сите заедно имате право и обврска да им кажете доста е и да заокружите за бројот 13. Листата која предводам е составена од победнички тим. Тоа можам лично и како човек и со сиот свој кредибилитет да ви уверам. Тоа се луѓе кои целиот свој живот работат напорно, се успешни во професијата која што ја извршуваат. Ви уверувам дека овие луѓе ќе работат максимално посветено и максимално ќе работат во корист на Бутелчани и на Скопјани. Гласот за советничката листа е глас за сигурна иднина на нашата татковина. А ќе ви кажам и зошто. Градоначалникот својата работа, без обструкции, непречено, тековно може да ја извршува само доколку имаме мнозинство во Советот. Затоа ни е потребна оваа победа. Затоа ни е потребна победата на 15 октомври да имаме мнозинство и во општината Бутел, но и во градот Скопје. За крај, би сакал да им се обратам и на оние кои што ја понижуваат и омалуважуваат нашата татковина. И сакам неколку работи да им порачам на нашите опоненти. Граѓаните ги препознаваат вистинските вредности. Вистинските вредности наспроти лажните обвинувања и лажните ветувања што катадневно се обидувате да ги артикулирате и соопштите. Граѓаните препознаваат што значи работа. А што значи неискрен и лажен однос кон нив?
Да сакавте да сработите, господа, имавте доволно време. 4 месеци лежите, јадете, пиете и не омаловажувате. 4 месеци не понижувате на секаде по белиот свет. Станавме предмет за подсмев на секаде. Вам ви се потребни и познати само вашите лични интереси. Не ви се познати интересите на македонскиот народ и на народите на и припадниците на останатите народи што се дел од нашата татковина. Само вашиот личен, дури ни партискиот интерес, само личниот интерес, тендери, осиромашувања, избогатувања на криминален начин. Не ги малтретирајте граѓаните. Оставете ги пензионерите да живеат мирно. Оставете ги децата да се образуваат и да стекнат знаење кое што понатаму ќе им користи во животот. Оставете ги младите да добијат работа непречено. Се ближи 15 октомври и се ближи денот кога целиот гнев на овој народ насобран овдека и народот низ улиците на Република Македонија, нашата татковина, ќе биде истурен на гласачкото ливче. Така силно ќе ве победиме што повторно нема да сте свесни што ве снашло. А на 16 сите заедно ќе ви побараме предвремени парламентарни избори. Мудриот Ганди рекол: најпрвин ќе ве омаловажуваат, потоа ќе ви игнорираат и ќе ви исмејуваат. Следна фаза е ќе се борат против вас, но она што е важно, дека вие ќе победите. Коце и Дарко, победуваме на 15 октомври. Да ни е жива и здрава Македонија, да сте ми живи и здрави и да е живо и здраво ВМРО ДПМНЕ. Победуваме. Ви благодарам.